Гајдите и оваа година по 36-ти пат заечија на Рудина во Долнени. Над 200 учесници од цела Македонија, како и гости од Србија, Словенија и Бугарија, се надпреваруваа на фестивалот на народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. Забележително беше присуството на многу млади луѓе, кои велат дека фолклорот на големо се враќа кај нивните врсници. Со формирањето на тие етно групи што се малце со помодерни аранжмани на музиката, цела наша македонска така поблиску тоа ќе стигне до помладата популација. Учесниците велат дека одржувањето на фолклорот за еден народ е најбитното нешто за неговото постоење. Зашто како овој фестивал би требало многу фестивали да има вакви, али нажалост сета нема. Ако еден човек нема само почитување за неговиот фолклор, за тоа од каде е и што е, тогаш тој човек е ништо. За учесниците од странство, ваквите манифестации придонесуваат за поголемо зближување на народите. Ние дојдовме да се дружиме, да им презентираме на вашите луѓе нешто ново, што традиционално се пее кај нас во Војводина. Преку фолклорот, неоптеретени со политиката и нашите меѓудржавни односи, ние се запознаваме помеѓу себе. Фестивалот траеше 3 дена, а попладнево беа доделени наградите за најдобрите учесници. Без традиционалното прилепско дефиле, со само 200 учесници на Рудина крај Долнени, се одржа традиционалниот фестивал на народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. Изворната песна и извонредните мајсторски изведби од гајдите и од другите народни инструменти и годинава бе основниот предизвик да се презентира националното музичко творештво. Посебно би им препорачил на малите, значи генерациите по нас, никогаш да не го заборават овој фестивал. Сега имавме со мојата група пиринско свиревне и пеевне песна Кога си болна да налегнала. Од фестивалскиот одбор тврдат дека поради намалени буџетски средства за поттикнување и развој на културата, наместо 300 годинава учествуваа само 150 домашни и 50 инострански инструменталисти, етномузиколози и гајдаџи. Ова што се случува на Рудина, што се случуваше во изминативе 36 години, е идентитетот на македонскиот народ. Организаторите велат, иако фестивалот се одржува во општина Долнени, во услови на недостиг од средства, за да не се прекине традицијата, манифестацијата финансиски и организационо најмногу ја помогнаа прилепските локални власти и Министерството за култура.